Заменик председателот на владата задолжен за европски прашања Бујар Османи и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски денеска ја посетија државната фитосанитарна лабораторија, чија опрема и модернизација е реализирана со средства од ИПА и како што рекоа представува пример што значи ИПА за граѓаните, државата и за институциите. Со средства во висина од 2 милиони евра, државната фитосанитарна лабораторија станува регионален центар во однос на гарантирање на квалитетот на храната и давањето сертификати на извозниците од Република Македонија, според стандардите на Европската Унија. Ова укажува зашто е битно како влада да работиме максимално во план за зголемување на апсорбцијската моќ, бидејќи оваа лабораторија е пример што значи ИПА за граѓаните, што значи ИПА за државата. Во делот на ИПА 2 расположливи ни се 60 милиони евра. Веќе не информираа заедно со министерот дека има рекорден број на апликанти. Меѓутоа работиме на план за зголемување на експедитивноста во делот на обработка на тие податоци со цел да се искористи сега процентот на искористеност да се зголеми значително во функција на земјоделците, во функција на земјоделството. Министерот Николовски рече дека во координација со вице-премиерот задолжен за европски прашања се врши анализа на сите слабости и искористување на сите можности за целосно зголемување на апсорбцијата на средства од Европската Унија. Зборувавме и за зголемувањето на капацитетите на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, за отстранувањето на административните пречки, за поведување на нови гарантни шеми и фондови кои што ќе бидат во функција на кофинансирањето на самите апликанти, на кои што исто така во периодот што следи ќе правиме план како да им се помогне, а со тоа да се зголеми апсорбцијата, акредитацијата на новите мерки во рамките на програмите, се тоа што ќе доведе до зголемување на парите кои што треба да бидат инвестирани во македонското земјоделство. Како министерство и влада, нагласи Николовски, ќе продолжиме со напорите за отстранување на сите пречки, соодветно зајакнување на капацитетите на институциите и креирање на политики кои ќе придонесат кон зголемување на искористеноста и посочи дека е во тек тендерска постапка за нова лабораторијска опрема за државната фитосанитарна лабораторија, финансирана преку средствата од ИПА програмата. Денес сме тука да покажеме еден добар пример за лабораторијска опрема која што е инсталирана во државната фитосанитарна лабораторија преку средствата на ИПАРД, проект кој што е одржлив, проект кој што е поддржан и од институциите на државата и од министерството и за кој што имаме согласно информациите и соодветни резултати. Ова ќе помогне на сите извозници, на сите производители на овошје и зеленчук во Република Македонија кои што прават извоз. Ова е една силна поддршка за македонското земјоделие, додаде Николовски.